двајцата ве поздравуваме и ние од пред зоолошката градина. За жал ово утро со лоши вести, верувам дека многумина и се запознаени со новата вест која што пристигна пред неодамно од зоолошката градина, односно дека угина единствената јагуарка по име Инес. Имено таа боледувала од канцер и од тумор кој што бил проширен на неколку нејзини органи, а исто така неодамна угина и ламата во зоолошката градина. Нешто повеќе околу самите нивни здравствени состојби ово утро ќе слушнеме од најсоодветниот, можам да кажам, токму во однос на еден од најсоодветните токму во однос на оваа тематика. Станува збор за мојот денешен гостин, господин Војслав Димитровски, кој е ветеринар по професија. Да му посакаме добро утро. Добро утро, благодарам што еве се ме повикавте да ја дискутираме и оваа тема. Да, веста е навистина неубава, но треба да знаеме дека сепак животниот циклус на секој едно живо суштество има почеток, за жал има и крај. Во конкретниот случај може да кажеме дека сепак јагуарката доживеала длабока старост. Просекот на живот во природа, како што беше и објавено веќе во медиумите, е негде околу 12, 13, 14, 15 години. Оваа јагуарка веќе доживеала 20 плюс години, што е одлично. Во заробеништво, така треба да се изразиме, живеат и подолго и всушност ово е примерок еден од подолговечните примероци кои што живееле. Туморозни промени се очекувани кај сите, целото семејство мачки, да речеме. Јагуарот е само еден од видовите кои што припаѓаат во ова семејство. Да, има честа појава кај мачките, самите тумори. Не е честа, но има случаи каде што на крај завршуваат со туморозни промени, односно различни видови на ткива кои што се не својствени за определениот орган. Од тука натаму може да кажеме дека оваа мачка доживеала старост како што треба, нашите граѓани се радувале, дали таа се радувала во однос на благосостојбата е сосема друга тема која што би можеле да ја дискутираме. Може ли нешто накратко да кажеме околу самата состојба на ламата? Да, ламата е била заболена од туберкулоза. Треба да кажеме дека навистина оваа болест кај ваков тип на животни е тешко да се детектира во почетоците од страна на било кој стручен, дури и негователите, и тие сепак ги сметаме за стручни затоа што тие се секојдневно со животните и може да ја приметат секоја определена промена. Таа е болест која што има кај нас во државата, таа болест е автохтона тука и точно државата има една мерка која што има воведена за здравствена заштита на животните, годишна наредба, и оваа болест е вклучена внатре дека треба да биде мониторирана. Оваа болест ја има кај сите преживни животни, вклучително и кај ламите. Во зоолошката градина е влегла конкретната болест, може да влегла преку друг тип на преживари и сега евентуално да била да се пројавила кај ламите. За жал тешко се детектира, касно се детектира и веќе кога ќе се детектира нема успешно лекување на ваков тип на животни заради тоа што ветеринарите се насочени не кон единката, туку кон групата на животни и многу е поправилно да се отстрани таа единка за со цел да не се заразат останати единки. Добро е што Агенцијата за храна и ветеринарство веднаш преземала итни мерки, односно направила туберкулинизација на сите животни во тој бокс и на соседните, колку што јас имам информација, и искочило дека нема други животни кои што се позитивни на туберкулоза, што е добро, значи изолиран случај и за жал завршила така ламата. И за ламата и за јагуарката, дали според вас живееле во соодветни услови и кои соодветни услови се потребни за живот, за овие живот? За јагуарката прво треба да кажеме дека ние сме имале честа изминатите 20 години да имаме една од 200 горе-доле 200 јагуари кои што се чуваат во заробеништво во светот. Тоа е навистина ретко животни, тие се животни што доаѓаат од Јужна Америка и се сметаат за загрозени видови. Еве за ние да си го доближиме до нашите граѓани и гледачи, тоа е исто како нашиот рис. Значи така на ист начин се грижат јагуарот да го заштитат во Бразил и така натаму во Јужна Америка. И сега ние треба да видиме дека ние сме имале наистина еден скапоцен примерок тука и сме го чувале години и години. Но малце повеќе прочитав на темата од кога ме поканивте. Гледам дека нашата зоолошка градина, како и за други животни, реално ние сме на минимумот или не го исполнуваме ни минимумот во однос на благосостојбата. И има едни 5 правила, 5 слободи на секое животно, кои што се право на жет, право
биде напоено, да биде најадено и така натаму, но главното право кое што во зоолошките градини е секогаш дискутабилно и треба многу да се работи, тоа е правото на изразување на своите природни карактеристики. За жал, во нашата зоолошка градина е застаната на зоолошки градини од пред многу години. Ние го изгубивме и статусот на кандидат членка во ЕАЗа, всушност со тоа што не ги исполнуваме стандардите. Односно, нашата зоолошка градина не постапува како што треба во однос на животните и навистина треба многу услови да се подобрат со цел тие животни да оваа слобода да им ја задоволиме барем до некој минимум. Затоа што треба да знаеме дека тие животни природната средина не име тука. Ние луѓето заради тоа што сме еден вид љубопитни, еве така да се изразиме, сакаме да видиме животни кои што не се карактеристични за нашето поднебје, не може да ги видиме тука и да им се порадуваме. Ние им се радуваме еднаш, два пати, пет пати во годината, а тие цел живот седат во тие услови. Затоа мора тие услови да бидат перфектни, за и тие да бидат среќни, весели, исполнети во нивното секојдневно функционирање. Пред самиот крај и во однос на ова прашање, дали имаме доволно стручен кадар според вас? Многу ми е жал што зоолошката градина со години наназад нема створено ветеринарен кадар кој што би требало да се грижи за дивата популација. Како што има специфични кадри што треба да се грижат за шелтер менеджмент, да речеме за ветеринарна медицина во прифатилишта, за ветеринарна медицина кои што се насочени кон селско-стопански животни, продуктивни, крави, овци и така натаму. Посебна гранка е овие што се грижат за домашни миленици, да речеме. Така има посебна гранка за ветеринари кои што навистина се насочени кон дивиот свет, дивите животни во зоолошка градина. Ние за жал во државата немаме такви развиени кадри. Имаме можеби некои определени специјалисти, еве и во факултетот за ветеринарна медицина кои што се, да речеме, специјалисти во однос на птичарство и така натаму, но не за дивиот свет конкретно. И навистина треба многу сериозно да поработи државата за развој на такви кадри, а морам да кажам дека раководните кадри во ваквиот тип на институции не се бираат според стручност. Туку се бираат според некакви други карактеристики. Дали ги сакал животните, не ги сакал животните, или бил близок на овој, бил близок на оној. Мора стручни кадри да почнат да раководат со овие институции. Тоа е како, не знам, како министер за внатрешни работи да биде човек кој што, не знам, не е запознаен со темата, или било каде директор на агенција за храна и ветеринарство да биде човек кој што врска нема со темата. Дајте веќе стручните луѓе да ги преземат овие институции. Навистина. Дадовте една убава споредба која што верувам ја доловевме до гледачите. Ви благодарам многу за сите овие информации. Благодарам и на вас и секогаш сум тука ако можам да помогнам и да дигнеме јавна свест малце. Да се надевам дека ќе биде така. Се надевам дека со внимание слушавте, навистина дадовме некорисни информации во однос на оваа тематика, односно детално ја објаснивме самата здравствена состојба на јагуарката и на ламата, но кажавме и што недостасува во однос на самиот стручен кадар и подетално сите оние проблеми кои што произлегуваат токму од оваа тематика.